Договорот од Преспа веќе е во процедура на донесување во грчкиот парламент, прво во надлежните комисии, а в четврток и на пленарна седница. Речиси известно е дека премиерот Алексис Ципрас го има потребното, а и посакуваното мнозинство за негова ратификација. Потребното е мнозинство од присутните на седницата. Например, ако во салата се 290 од вкупно 300 пратеници, договорот поминува и со 146 гласа за. Но Ципрас посакува договорот да добие апсолутно мнозинство, или најмалку 151 гласа за. Калкулациите велат дека до денеска тој може да смета на 153 гласа во поддршка на Преспа, по последните поделби во Потами и во остатоците од Пасок. Откако договорот од Преспа ќе помине во грчкиот парламент, топката се сели во Брисел. Планирано е протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО да биде потпишан од амбасадорите на 29 земји членки. Во случајот со последната членка Црна Гора, пристапниот протокол го потпишаа министрите за надворешни работи. За Северна Македонија избрана е опцијата со амбасадорите, зашто таа е побрза, со оглед на фактот дека тие се постојано присутни во седиштето на НАТО. Последните проценки велат дека протоколот би бил потпишан за 10 дена, кон крајот на јануари или почетокот на февруари. За да се овозможи ваква брза лента, било потребно забрзување и на внатрешните процедури на одобрување на пристапниот протокол во некои земји членки. Особено комплицирани политички системи имаат Белгија и Канада, но според последните вести, нивните амбасадори навреме ќе добијат одобрување за да го потпишат протоколот во планираниот рок. Амбасадорката на Соединетите Американски држави во НАТО авторизацијата ја добила кон крајот на минатата недела. По потпишувањето на протоколот Северна Македонија не е членка, но добива столче на заедничката маса во НАТО. За формализирање на членството потребно е протоколот да биде ратификуван од сите земји членки. Како што е предвидено во договорот од Преспа, прва тоа треба да го стори Грција. Искуството со Црна Гора покажува дека беше потребна 1 година потпишаниот протокол да биде ратификуван од сите членки. Ако ова се преслика на нашиот случај, тоа би значило дека Северна Македонија би станала членка во февруари-март 2020 година. Но во дипломатски кругови се почесто се слуша дека група членки, предводени од Соединетите Американски држави, ќе се обидат да го забрзаат процесот на ратификација за Северна Македонија да стане членка уште оваа година. Според неоптимистичките сценарија, можеби веќе во септември или октомври. Дали со ратификуван договорот Преспа и сменет уставно име, Северна Македонија може да има пречки во интеграцијските процеси? Со овие прашања се занимава оваа студија, насловена Северна Македонија што е следно, изготвена од група професори од Грција, Бугарија, Германија. Сумирано, авторите не очекуваат проблеми во зачленувањето во НАТО, но предупредуваат дека пристапните преговори со Европската Унија се долг процес, во кој влада предводена од сегашната грчка опозиција може да се доведе во искушение да блокира. Особено чувствителни ќе бидат работата на заедничката историско-образовна комисија, решавањето на прашањето за трговските марки, судбината на спомениците од Скопје 2014. Затоа авторите на студијата сугерираат Европската Унија самата, паралелно со Северна Македонија, да изготви патоказ за имплементација на договорот од Преспа и со тоа прашањето од билатерално да се трансферира во мултилатерално во рамките на Унијата. Авторите велат дека така ќе се стесни просторот за киднапирање на пристапниот процес од поединечна земја членка.